Благодарам, председателе. Почитувани колеги, со овој предлог закон за дополнување на Законот за здравствена заштита на населението од заразни болести, бараме како парламентарна група од ВМРО ДПМН и коалицијата формирање на посебна комисија за заштита и справување со пандемијата и епидемијата, која ќе биде формирана од страна на Собранието на Република Македонија. Причината за донесување на овој закон е во услови на пандемија да се формира стручно и пред се независно тело кој ќе носи одлуки со цел справување со пандемијата и чиј мандат би траел за време на пандемијата или епидемијата. Целта на овој предлог е да имаме комисија составена од професионалци во областа, во која би членувале 11 членови, 9 од областите, 3 инфектолози, 2 епидемиолози, 2 микробиолози и по 1 имунолог и интернист. И во оваа комисија по функција би влегле секако министерот за здравство и директорот на Центарот за управување со кризи. Тука сакам да спомнам, но не со овој. Со овој кој сега владата го назначи во време на ваква пандемија, само ќе кажам, Господ да ни е на помош и ништо друго. Со вакво кадровско решение од страна на Зоран Заев и владата на Република Македонија за директор на Центарот за управување со кризи, само се отсликува комплетниот однос на владата кон оваа криза во целост. Во моментите, замислете, кога имаме по 1400 ново заразени лица на дневна основа, кога бројката на заразени премина 55.000, кога имаме околу 1000, повеќе од 1500 починати, повеќе од 20.000 активни случаи, кога имаме недостиг на болнички кревети, недостиг на тестови, лекарства, медицински, лекарски персонал, кога имаме комплетен хаос во здравствениот систем, Зоран Заев и владата поставуваат човек за кој и самиот гледаме по порталите деновиве е актуелен, се фали со својата способност, односно интелектуална способност како ни објаснува се користела главата во вакви кризи, а ја користел за кршење на неколку герамиди. Такво решение на толку важна функција во моментов имаме од страна на Зоран Заев и толку сериозно ја сваќаат оваа криза и толку сериозно и пристапуваат кон справување со оваа криза. Стојанче Ангелов се поставува за директор на Центарот за управување со кризи во едни вакви услови на пандемија. Кога целата држава е во хаос, здравствениот систем е во колапс. И човекот веќе служи за подсмев, знаете и гледате и вие што се случува овие неколку дена по социјалните медиуми, по социјалните мрежи. Да не бевме за жалење и за тажење, ќе се смеевме, но работата е предалеку отидена, луѓе секојдневно умираат, а вас мува не веласи. Затоа е овој наш предлог за вакво стручно тело и за вакво независно тело, кој нема да носи политикански и политички одлуки. Овој наш предлог е со цел најстручните луѓе во државата да водат битката со корона кризата. Одлуките да ги носат на стручна основа, да биде нешто што сите ќе го почитуваат, а не да се носат политички и најчесто политикански одлуки на дневна основа од Заев, Филипче и нивниот пиар. Гледаме дека тоа во овој момент му е најважно. Најважен е пиарот. На оваа власт, предводена од Заев и Филипче, гледаме сите дека се случува целосна катастрофа во справувањето со корона кризата. Нема менаџмент, напротив, сето е стихињо. Бројките на заразени и починати се далеку над сите предвидувања, над сите планови на Филипче, зборуваат за некоја нова нормалност, но сите сме сведоци дека ни се случува
некоја ненормалност во државата. Господинет министер, штета што денеска не е тука, да го подсетиме на она што разговаравме и што дискутиравме пред некаде околу месец дена на првата седница на оваа комисија, да го подсетиме повторно и секогаш ќе го подсетуваме какви утки направи во предвидувањето за справување со корона кризата. Уште еднаш ќе кажам, овој е најслабиот министер во историјата за здравство во историјата на Република Македонија. Предвиде човекот дека ќе имаме на почетокот од оваа криза до 2000 заболени, во моментов заминуваме 55.000. И никаква одговорност. Дојде овде, ни држеше предавање за Скопје 2014, за ланскиот снег, за не знам што, поуште се служеше и со навреди кон пратениците, а не да објасни зошто имаме вакви катастрофични бројки и вакви катастрофични резултати, да објасни што се случува по болниците, да објасни дали имаат медицинските лица кои и така се во премал број, веќе имаме преголем број на заболени од медицинскиот кадар, да објасни дали имаат доволно медицинска заштита, заштитна опрема, дали имаме доволно лекови, дали има услови какви што треба да имаат граѓаните на Република Македонија, но него најважен му е секако, како што реков и претходно, пиарот и она каков печаток ќе се остави во јавноста. Најважна му е политиката и гледаме дека во едни вакви услови, кога луѓе буквално умираат по улици, по ходници, кога не можат да дојдат наред да бидат прегледани и да добијат медицинска помош, тој води кампања за некои си локални избори во Штип. Срамно, жално и нечовечки. Уште пред месец дена предупредувавме дека мерките кои тогаш ги предлагаше министерот и неговата комисија за заразни болести се ненавремени и закаснети. Ова наше тврдење, еве после месец дена во целост се потврди, бидејќи бројките не само што не се намалија, туку значително, секојдневно и се зголемуваат. Овде јас лично го прашав министерот, дајте прогноза, бидејќи и тогаш укажувавме дека се занимавате со несуштински работи. Дали ќе биде наслава четворица, шестмина или не знам, ќе сме ги броеле бројот на посетители во семејствата или да носеле маски во парковите додека спортуваат или додека работат земјоделски работи во поле граѓаните. Уште тогаш кажавме дека работата е замината предалеку. Кажавме дека тие мерки во тој момент нема да донесат никаков резултат. И уште тогаш баравме да се сврти кон решавање на суштинскиот проблем. А тоа беше обезбедување на што повеќе болнички капацитети, болнички кревети, на обезбедување на лекови, на обезбедување на тестови. Секојдневно мене, а верувам и вас како пратеници, верувам дека ви се јавуваат граѓани испаничени кои не можат да дојдат наред и да закажат за тестирање, зошто бидејќи нема тестови. Но за господинот министер, тоа тогаш не беше важно. Важно беше да спомнува овде за Скопје 2014 или не знам, да води некои политики што воопшто не се од неговиот домен на здравството. Се жалеше и ја обвинуваше опозицијата дека техничката министерка за финансии од редовите на опозицијата не му подпишала закон за задолжување, повеќе месеци ја чекал, ја убедувал, и јако тогаш беше министерка госпогицата Нина Ангеловска од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, и не гледам причини зошто би ја убедувал заменик министерката, кога можел, и тогаш му кажав да ја кажи на госпогицата министерка од неговата партија дека тој закон, тие средства му се многу потребни, и навремено да подпиши таја, бидејќи кажавме дека можела да подпише, имала дозвола од Државната изборна комисија и немаше да дојде во судир со законот. Тој манипулираше и лажеше дека опозицијата била виновна што не се добиле навреме тие средства.
И тогаш манипулираше, и сега лажи. Поминаа повеќе од 2 месеци откако законот за задолжување за итно справување со COVID-19 се изгласа во собранието на Република Македонија. И каде се резултатите? Впрочем, да пашам, почитувани пратеници, каде се парите? 34 милиони евра требаше да бидат наменети за во здравството за справување итно со COVID-19. И дополнителни 55 милиони евра за социјални пакети. И некаде милион евра за да ги подмачкате вашите медиуми. Така беше тој закон од 90 милиони евра. Нема ни К од тие 16 или 19 ковид центри. Каде се? 2 месеци се поминати, парите сигурно се легнати. Нема ништо од тоа што демек опозицијата го кочела. Но еве уште еден аргумент. Како секојдневно тука работиме во собранието, вистината излегува на виделина. 34 милиони евра. Исто, идентично, толку колку што на министерот му фалеле, а заменик министерката за финансии од редот на опозицијата не му подпишувала. Исто толку средства, 34 милиони евра, си лежат во некоја институција МЕР за да му од лани, декември 2019 година, за да бидат исплатени средства на Макпетрол за што уште нема донесено закон во собранието. А истите тие средства лежат на сметката на МЕР, а од друга страна граѓаните и државата ја задолжувате за да се справите со корона кризата. И плаќаме сите камати на тие средства што ги земате, на тие кредити. Па, почитувани колеги, навистина треба да се запрашате. Треба малце не само да се гледаме овде како позиција и опозиција, туку малце домајкински да располагаме со средствата на граѓаните, малце домајкински да земите повеќе да размислувате, а не само да се конфронтираме овдека и да си опонираме. 34 милиони евра ви стојат година дена на нечија сметка, а ваму кажувате дека исто толку средства ви се повеќе од потребни. Не е фер. Не е човечки. И повторно ќе спомнам за условите во мојот град, од каде што доаѓам. Овие неколку денови навистина и од приватни причини често ја посетував Прилепската болница и ќе ви кажам она што го кажуваат лекарите во таа болница која обслужува некаде од 100 до 120 илјади жители. Еден збор и еден заклучок преовладува. Тотален хаос, никаква организација. Знаете што се случува пред инфективно одделение? Има една цирада, еден најлон, и тука чекаат 100 до 200 лица секојдневно по 2, 3, 4, 5 часови, за да можат само да бидат примени на преглед, за да можат да примат терапија. И во моментот кога Прилеп ги доживува најтешките денови, кога ни умираат по 4-5 лица, кога имаме бројката на ново заболени во Прилеп се доближува до 100, да помини троцифрена бројка, тогаш се одлучи, а цело лето ни помина, откако се формира владата на 30 август, па до сега ништо не се презело. Овдека ни се одбиваја амандмани за ребалансот на буџетот кој ги поднесувавме. Лично јас имав поднесено амандман за реконструкција на старото заразно одделение во Прилеп, со кое ќе се обезбедеа нови дополнителни болнички кревети за одделението инфективно во Прилеп, за да биде посебен ковид центар, а не сега да се затвараат одделенија очно, ушно, па дури и одделението за гинекологија, акушерство во Прилеп сега е затворено. И наместо да се направеше тоа навреме, кога ние апелиравме овде од оваа говорница, вие тогаш ни се смеевте, министерот ни лепеше етикети неписмени, наместо тоа да се направеше, сега, кога уште еднаш ќе спомнам, секојдневно имаме близу 100 заболени и новозаболени во Прилеп,
Инфективното одделение во Прилеп не работеше бидејќи се носеше инсталација за кислород. После 9 месеци корона криза во Република Македонија. Каква е таа организација? Па уште овде ќе зборуваме дали сме имале ваква или таква комисија. Членовите од таа комисија треба да дојдат и овде да дадат отчет. Да дадат отчет пред пратениците, да дадат отчет пред граѓаните. Тој председателот на таа комисија, господинот Караджовски, наместо да оди на емисии од забавен карактер, да ни изиграва некој паљачо по телевизиите, тој умираат луѓе, тој прави циркузи по телевизии, ни оди гостин на почитувани колеги, јас уште еднаш ќе ви кажам. Јас сум гласот на народот и ви кажувам што зборуваат луѓето. Наместо тој Караджовски да дојде овде и да даде отчет, да сноси одговорност за овие преку 55.000 заболени во Република Македонија, за преку 1.500 починати, тој прави циркус по медиумите, изиграва холивудска звезда. Затоа ние бараме нова комисија за заразни болести. Затоа бараме ние тело кое нема да биде под стегите на Зоран Заев, под стегите на Филипче и да носат одлуки политикански. Кога му одговара нив? Носат рестриктивни мерки, па и вие сте сведоци дека со 20-30 новозаболени воведовме полициски час. А сега кога ја поминуваме бројката преку 1400 новозаболени секојдневно, сега ќе трпела економијата. Ние знаеме дека ќе трпи економијата. Со ваква власт и да нема криза, економијата трпи. Со ваква власт која ништо друго не работи, освен што умот му е во крадење. Ништо друго. Само ќе кажам уште еден пример. Во време на ваква пандемија, на ваква криза, премиерот на државата излегува и зборува за легализација, декриминализација на марихуаната. Зарем тоа е најважно, почитувани колеги, во моментов кога не умираат нашите сограѓани? Знаете зашто му е најважно? Денеска добив податок дека од 20 фабрики за производство на марихуана во Македонија, 15 се негови. Или на неговите најблиски. Еве одговорно тврдам, видете, проверете дали е така или не е така. Затоа му е најважно на Зоран Заев, Филипче и сите други околу него. Јас не се чудам дека тие си ги води интересот само за бизнис и за пари. Но се чудам како ја добиваат вашата поддршка за вакви суштински работи, да не ви проработи во вас емоциите, човештвукот и да речите, ние не бараме овде да поставиме некој од улица во оваа комисија. Не бараме да поставиме некој од овие магаринава што ги тренирате за по 200-300 илјади евра. Ние бараме инфектолози, микробиолози, бараме не политичка комисија. Ве молам да се сослушаме. И да не се комисијата, почитуван председател, забележав, кажавте, ги добива информациите од директорите. И така треба да биде. Но проблем се одлуките кои се политички и кои се под притисок. Затоа ние ја предлагаме сега формирање на нова комисија, каде што ќе бидат вклучени експерти, вклучени луѓе со авторитет, луѓе на кои нема никој да му се јавува и да му каже како да постапат. На таква комисија ќе дадеме како пратеници потполна доверба и бараме таа комисија да носи одлуки од задолжителен карактер што ќе се спроведат, а не од советодавен. Ви благодарам.